Здраво на сви. НН лицето МП, попознат како Чика Брко, тоа е ја, у задње време е доста иритиран од саобраќај у овој град. Сви обеќав дека нешто ќе направив и ништо не правив. Па за мене изборна програма е еден од поголеми дезинформатори на кои можете да налетите. Викам да налетите затоа што ми летимо, не возимо. Асфалтирање на улице у овој град според објаве на интернет негде иде па баш добро. Стално негде нешто се асфалтира, нешто се прави, а у град дупке све повише и повише. Нешто што јако ми пара уши е кад ми ги кажев у метри квадратни улице. Врати ми трауме од пето оделение. Ајде и да се сложимо дека тоа е правилно кажување у метри квадратни, ама ипак мислу дека има за cilj направено да звучи малце поголемо, малку повише да звучи. Например, Општина Поповод 100 данас има пофалено дека има направено неверојатни 16.000 метра квадратни асфалт у град. Прв мандат, според информатор, направени су 165.000 метра квадратни асфалтирани улице. И јас сега појма немам дали е тој многу или малце, него ме занима зашто метри квадратни, а не толку и толку метра улицу сме направиле. Заклучок е дека ово е време на популизам, каде свак гледа некако од мравку да направи квадрат. Ја немам апсолутно ништо против луѓе да добиев нормални улици и сматрам дека е поразително у 21 век некој да нема улицу и да мора да е захвален затоа што ја добија асфалт. Али ми смета што мотив за овој су гласови, а не подобар живот на овие луѓе кои још увек живив на овие улице. Ако се секирате за луѓе, валјда на тие улице би имало и тротоари, затоа што луѓе одив по тротоари, а улице су за авта. Иако постои голема шанса простор за тротоар да су ga претвориле у двор, а можда па и не ни треба тротоар, пошто еве, карши изгорено школу, тротоар ладно си би на зонски паркинг. За да ве спасу од метри квадратни и за да видимо дали е многу или малку направено, сега ќе направу еден туторијал со мој софтвер. Софтвер. 90% од улице по кои се движимо су 4 метра широки, колку да се размине в две авта. Дели ги метри квадратни со 4 и тоа е тој. Пример. Од први 100 дана 16.000 квадрата. Значи дека е улица од 4.000 метра, односно 4 километра. 4.000 метра. Ако се поделив на 100 радни дана, се добива дека дневно су се правиле 40 метра улица. Ако тие 40 метра улица ги поделимо с број на запослени у општину, колку има запослени у општину? 100, 200, 250, па куде су ги? Значи, ако тие 40 метра ги поделимо на 250 луѓе, ми добивамо 0,16 метра на ден или 16 сантиметра по особа. 16 сантиметра по особа. И софтвер падна. Многу или малко, кажите ми ви. За центар асфалтирање е оставено за некои боли времиња. Задња мода су сега кружни токови и Куманово почна да ги добива. Али тој тренд некако спласна. Први два ги спојував Октомвриско и Треќо Македонско. Еден на улаз у град, друг на куде излаз малку. А разлог на преуредување на решено раскрсницу беше сообраќајна некултура и чекање на семафорот 30 секунди. Мада тој доле е мултифункционален. Кад добро заврне, тамо можеш с чамче и добро да правиш кругови. Пошто река е далеко, за да се одведе вода до тамо, може да има 20 метра. Тој у општинску математику значи 20 метра кубни песак, тоа е 20.000 дециметра кубни песак, а тоа е 20 милиона сантиметра кубни песак, а тоа е 20 милиарде милиметра кубни песак, или ако сакаш зрна ориз, цело кочани е тоа. Али знаете ли још колку кружни текови су ни обеќани? 3. И куде ќе су? И кад ќе су? Еден е у Проевце, еден на раскрсницу куде пазар, и еден на раскрсницу куде бензинско, куде автобуско. Ипак некој валјда знае како да ги направи, али ја мислам дека најболje би било кад сви кружни токови би ги правили у исто време. Ама не сега, рано е. Чекајте. Сега искусно чекајте. Чекајте и кад ќе почне предизборна кампања, почнете. Почнете ги свите у исто време.
Сабајле да не разбуди тресење на прозори, да се наежимо. Рат ли е, НАТО ли е, Русија, ама не, општински багери. Почињав с работу, раскопајте паралелно да бидемо права метропола. Од пожарно до плоштад 3 сата вожња. А оно што е најбитно е дека ми пробуваме да го решиме последицу, а не причину за гужву. Зграде све повише, жители горе-доле, авта све повише, а инфраструктура, идеи и решенија исти. Нови нема. Па знаете ли што су ни обеќале? Пешачку зону и велосипедски прстен. Спојување на плоштади, кој за малце не почна, пешачка зона трета МУП со кача Аркадија Ленинова и велосипедски прстен трета МУП Октомвриска, кој си постои веќе, само е зафатен од паркирани авта, а до сек многу од нима обеќасва дека нема више никој тамо да паркира и надамо се дека зима, снег, топло време и новогодишна гужва нема негативно да влијаев на ваши живци, како што влијаев на наши живци.